зборуваме за ситуации на појава на гасови, повеќе од нормално, зависи во добар дел од типот на исхраната која што се конзумира, одредени мешункасти производи и така натака знаат од тип на граф, леќа, грашок и слично знаат да се повеќе склони кон стварање на гасови отколку другите, па можеме соодветно да се однесуваме и да избегнуваме храна која што ни прави проблеми во оваа ситуација. Остатокот од советите повторно се во насока на разновидната исхрана, во насока на одржување на оваа цревна микрофлора која што е клучна за да се минимизираат овие проблеми. Пробиотските комбинации, меѓу другото, не се само за диареја, тоа е можеби неизвикано, меѓутоа во суштина се за баланс и за овие проблеми со гасови пред се. Може да помогнат тука и други состојки од тип на активен јаглен, може да помогнат комбинирани препарати со нане, камилица и така натака, кои што ги знаеме дека се добри за уште од народна медицина за стомачниве тегоби.